Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате 174 поплаки до народниот правобранител од печалбарите за високи сметки за електрична енергија. Од 5 до 13% намалување на цените на основните прехранбени производи од декември, најави министерот Бектеши. Учениците од Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски прогласени за екопредприемачи за 2022. Нема урбанистички планови, затоа нема можност за изградба на фотоволтаици на државно земјиште во Охрид. Силна зимска бура ја зафати државата Њујорк во САД. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно, но релативно топло време со максимална дневна температура до 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, умерено облачно време. Утре во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд кои што локално ќе бидат пообилни. Врнежи се очекуваат во западните и југоисточните предели, локално во централните и североисточните предели со услови за врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо. Во јужните и југоисточните предели умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 7 до 22 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува умерено облачно време со повремени и кратки сончеви периоди, ветровито и релативно топло. Во вечерните часови локално во северозападните и западните предели со услови за локални врнежи од дожд, кои што во текот на ноќта ќе се прошират и во останатите предели. Ќе дува засилен југозападен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 12, односно до 21 степен. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно и ветровито време со сончеви периоди. Ќе дува засилен југозападен ветер со брзина до 30 км на час. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во недела и понеделник облачно време со пообилни врнежи од дожд, ветровито и посвежо време. Локално се очекува да наврнат и над 30 литри дожд. Минималната температура од 9, односно 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14, односно до 13 степени. Во вторник, по студеното утро со температура од само 2 степени, во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 12 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Вкупно 174 поплаки до Народниот правобранител за високи сметки за електрична енергија на печалбари. Иселеници од западниот регион во земјава кои со месеци не живеат во своите домови, добиле сметки од повеќе илјади денари. Од ЕВН велат дека паушалните сметки доаѓаат доколку се случи да не е прочитано броилото, за што се фактурира предпоставена вредност како просек од потрошувачката во последните 12 месеци. Корисникот може да го достави статусот на броилото пошто ќе се направи корекција. Над 170 поплаки од печалбари до Народниот правобранител за високите сметки за електрична енергија. Иселениците од југозападниот и северозападниот регион во земјава, кои не живеат во домовите, добиле превисоки сметки за струја, од 6 до 10.000 денари месечно за потполно празни куќи, каде не свети ниту сијалица, велате неприфатливо. Народниот правобранител поднел укажување до регулаторната комисија за енергетика за бројните поплаки, но и барање за корекција до ЕВН. Во ниво на Република имаме 174 преставки, а во западниот регион, претежно каде што живеат печалбари, исто така има многу, меѓутоа од страна на канцеларијата на Народниот правобранител, преставките со барање ги адресираме до ЕВН, со барање да не известуваат за цените и начинот како им наплатуваат на граѓаните. Печалбарите велат не потрошиле ниту киловат час струја, а месечните сметки од август до октомври им биле неколку илјади денари. Имаме уште полоши ситуации. Од каде што печалбарот не живее во Република Македонија, меѓутоа му се замени околу 15.000 и нешто денари за 2 месеци. Што значи, тој иако не бил тука, меѓутоа од страна на ЕВН му наплатува. Од ЕВН велат дека паушалните сметки доаѓаат доколку се случи да не е прочитано броилото, зашто се фактурира предпоставената вредност како просек од потрошувачката во последните 12 месеци. Корисникот може да го достави статусот на броилото и да пријави состојба, при што надлежните служби ќе ги направат соодветните корекции. Дополнуваат, ЕВН нема никогаш да наплати повеќе од она што корисникот го има потрошено. Основните прехрамбени производи ќе се продаваат по пониски цени. Од декември се најавува од 5 до 13% намалување, најави министерот за економија Кришник Бектеши. Порача, производителите и трговците се должни да постапат во интерес на потрошувачите. Во спротивно ќе следуваат мерки според законот за трговија. Министерот за економија Кришник Бектеши очекува во почетокот на декември да има намалување на цените на основните прехрамбени производи. Бектеши ова го најави по денешната средба со представниците на производителите и на најголемите ланци маркети. Како што изјави Бектеши, една година товарот го пренеслет на трговците на мало и големо за да се заштити производството, а со тоа да се креираат нови работни места и да станат поконкурентни на домашниот и странскиот пазар, но сега ќе одат во насока да ги заштитат граѓаните. Од 5 до 12-13% очекувам до првата недела на декември да имат намалување на производите кои се наведени во одлуката. Ако нема намалување од толкова проценти, во зависност од производите секако, дека ќе ги донесеме новите мерки кои се веќе подготвени од Министерството за Тие се мерки што произлегуваат од Законот за трговија. Она што им беше најголем товар на компаниите го средивме. Затоа во континуитет одржуваме состаноци со производителите на основните прехрамбени производи. Тие може да ги достават нивните предлози, тоа по мое барање треба да се случи наредната недела, истакна Бектеши. Да, може да се случи да има зголемување на цената на суровини кои се увезени во нашата држава, секогаш дека има одредени механизми и за таму да може да се стабилизира. И ако тоа е проблемот, за да има дополнително намалување, ние сме подготвени и тоа да го направиме, но првично да гледаме дека има волја, дека кризата не треба да биде на товар на граѓаните, во овој случај на потрошувачите и сите
да ја распределиме. Граѓаните може да пријавуваат во Државниот пазарен инспекторат доколку забележат дека некаде нема намалување на цените на основните прехранбени производи, посочи министерот за економија на средбата со производителите. Прво место за учениците од Електромашинскиот училиштен центар Свети Наум Охридски и прогласени за еко-предприемачи за 2022 година. Тие се стекнаа со можност да ја презентираат својата идеја и да добијат помош во развојот на својата апликација до готов производ од страна на стручни ментори од стартап акцелератори од Македонија. Прво место за учениците од Електромашинскиот училиштен центар Свети Наум Охридски и прогласени за еко-предприемачи за 2022 година. Тие се стекнаа со можност да ја презентираат својата идеја и да добијат помош во развојот за својата апликација до готов производ од страна на стручни ментори од стартап акцелератори од Македонија. Главниот настан од проектот Предприемачки предизвик за зелена технологија се одржа во Скопје, на кој тимот на училиштето состоен од учениците Климент Маријановски, Дарко Крлевски, Александар Спасеновски, Кристијан Ѓорески, Андреј Вангеловски, под менторство на професорката Ирена Ралева Најдевска со проектот Трешпингер го освои првото место, а учениците беа прогласени за еко-предприемачи за 2022 година. Проектот ги вклучува учениците од средните технички стручни училишта во процесот на дизајнирање бизнис идеи базирани на зелени одржливи технологии. Целта на проектот е подигнување на свеста кај учениците за важноста на зелените одржливи решенија, како и да ги насочи кон осмислување на иновативни решенија засновани на зелени технологии преку примена на предприемачки начин на размислување. Координаторот на проектот беше професорот Љупчо Балески. На главниот настан кој се одржа вчера, 17 ноември, во Скопје, тимот на Охридското училиште изврши презентација на својата идеја пред стручното жири и во конкуренција со средните училишта од Битола, Кавадарци, Кочани и Гостивар го освои првото место. За освоеното прво место учениците беа наградени со паметни часовници, а исто така се стекнаа со можност да ја презентираат својата идеја и да добијат помош во развојот на својата апликација до готов производ од страна на стручни ментори од стартап акцелератори од Македонија. Денес градоначалникот Кирил Пецаков беше во посета на училиштето, кое што периодов со финансиска поддршка на локалната власт доби најнова, најсовремена опрема која го олеснува воспитно-образовниот процес и на учениците им овозможува пристап до информации. По распишан тендер и јавна набавка со средства од општина Охрид, училницата по информатика се опреми со 25 нови компјутери со високи перформанси. Вредноста на инвестицијата е 580.000 денари. Во 14 училници се монтирани смарт табли со озвучување во вредност од 1.200.000 денари, а набавени се и 180 училишни клупи и столови за кои општината издвои 2.900.000 денари. Локалната самоуправа, заедно со Министерството за образование и наука и поддршка на Европската унија, обезбедија лифт и тоалети за лица со посебни потреби кои веќе се ставени во употреба. Вкупната вредност на проектот е 6 милиони денари. Како дел од проектот за реконструкција на улицата Македонски просветители, денеска започнаа работни активности за засадување на новиот дрворед. Согласно проектната документација, ќе бидат засадени вкупно 96 стебла од видот малус. Предходно на оваа улица се пристапи кон отстранување на стариот дрворед, при што беа отстранети вкупно 76 стари стебла, согласно планот за ревегетација. Како замена за отстранетите дрвја, општина Охрид ќе засади вкупно 219 нови садници. Покрај предвидените 96 стебла на улица Македонски просветители, во текот на наредниот период планирано е да бидат засадени уште 123 нови садници од автохтони видови на потегот покрај пешачката патека кон Горица. Активностите за засадување на новиот дрворед ги спроведува фирмата изведувач на проектот за реконструкција на улицата во соработка и под надзор на стручни лица од јавното претпријатие Охридски комуналец. Приватните инвеститори во Охрид засега немаат можност да купат државно земјиште за изградба на фотоволтаични централи. Граѓаните најчесто прашуваат, но не се одлучуваат да инвестираат во фотонапонски волтаици. Приватните компании пак во помал дел вложуваат во обезбедување на електрична енергија преку сончевите колектори. Охридските приватни компании го отпочнаа процесот за поставување фотоволтаици, а интерес има и од граѓаните.
Правните лица започнаа да обезбедуваат поевтин начин на електрична енергија во изминативе 2-3 години, кажува Богдан Настевски, герман раководител на секторот за урбанизам при општина Охрид. Општината во изминатите 3 години има издадено 20 на решенија за поставување на фотонапонски централи за индустријски и хотелски капацитети. Приватните инвеститори кои сакаат да купат државно земјиште за изградба на фотоволтаични централи, засега немаат таква можност. Општината располага со државно земјиште, меѓутоа нема постапки за реализација на урбанистички планови, на донесување на урбанистички планови, со кои би формирале на градежна парцела и да представува понатаму предмет на продажба во постапка на градежно земјиште. Зголемен е интересот тика и граѓаните за поставување фотонапонски централи, особено интересот е поинтензивен по измените во законот за градење кој во мал дел ја олесни процедурата за нивно поставување пред локалната самоуправа. Граѓаните повеќе прашуваат за потребните дозволи, а помалку инвестираат. Физичките лица особено се заинтересирани со прибирање на информации. Меѓутоа, за жал, во пракса нема реализација, односно нема поставување на фотонапонски централи. Во изминативе 3 години имаме само еден предмет кој е одобрен за поставување на индивидуална стамбена куќа. За жал, граѓаните не наоѓаат економска исплатливост, иако интересот е голем. Доаѓаат и прибираат информации, но во пракса нема реализација. Граѓаните очекуваат субвенции од централната власт и банките, а општина Охрид засега нема програма за субвенционирање на фотонапонски централи. По завршување на дневникот ќе можете да го погледнете на новото издание на емисијата Прашалник со Сонја Рилковска. Денешни гости се Јован Цветковски, раководител на првиот младенски центар во Охрид, и Јоне Станковски, представник од општина Охрид од Оделението за млади и спорт. Тие ќе дебатираат на тема младите и младинските политики, нивните предизвици, проблеми, напредок и иднина. Прашалник веднаш по првото издание на дневникот. Намалување на бензинот Евро Супер 98 и на мазутот. Цената на другите горива останува иста, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,12% во однос на одлуката од 16 ноември, соопшти регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија. Бензинот Евро Супер БС 98 од полноќ се намалува за 2 денари и истиот ќе се продава за 92 денари за литар. Цената на бензинот Евро Супер БС 95, Евро дизелот и на екстра лесното масло за домакинство останува иста, односно Евро Супер БС 95 ќе се продава за 91,5 денари за литар, Евро дизелот за 93 денари за литар и екстра лесното масло за домакинство за 88 денари за литар. За 1,660 денари поевтинува и мазутот и 1 килограм ќе чини 45,962 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Водачот на турскиот култ Аднан Октар е осуден на 8658 години затвор по низа обвиненија, вклучително и сексуален напад, малтретирање деца, измама, како и обид за политичка и воена шпионажа. Лидерот на култот ги принудува сексуалните робинки да се подложат на естетска операција без анестезија. 66-годишниот Аднан Октар минатата година беше осуден на повеќе обвиненија, но на крајот таа пресуда беше укината. На повторното судење оваа година Октар беше осуден на 8658 години затвор, што е 8 пати повеќе од првичната казна. На подолги казни беа осудени и 14 негови блиски соработници. Октар се изјасни за невин и инсистираше на тоа дека обвинението дека водел сексуален култ е урбана легенда. Пожар во бегалски камп во северниот дел на Газа во Палестина. Најмалку 21 палестински бегалец, меѓу кои цели семејства со деца загинале во пожарот, соопштија палестинските власти кои го истражуваат трагичниот инцидент. Првичната истрага утврдила дека пожарот се расширил поради поголеми количества бензин во зградата. Палестинците се приморани да чуваат бензин во канистри за агрегатите за струја, бидејќи секојдневно се соочени со рестрикции и имаат по едва 8 часа дневно пристап до електрична енергија. Палестинскиот председател Махмуд Абас прогласи еднодневна жалост поради трагедијата. Северна Кореја лансираше интерконтинентална ракета која теоретски може да достигне до територијата на Соединетите Американски држави. Владите во Сеул и Токио денеска ја обвинија Северна Кореја за сериозна провокација.
Националниот совет за безбедност на Белата куќа го осуди тестирањето на балистичката ракета со долг дострел и го повика Пјонгјанг на сериозни преговори. По лансирањето од регионот околу Пјонгјанг, ракетата летнала во насока на исток кон морето, соопштил генерал штабот на Јужна Кореја. Јапонскиот премиер соопштил дека ракетата најверојатно паднала во ексклузивната економска зона на Јапонија во морето на околу 300 км пред брегот. Зимска бура ја зафати државата Њујорк. Училиштата се затворени. Се заканува да падне и над 1 метар снег во Бафало и други области околу езерата Ири и Онтарио, пренесува Reuters. Округот Ири, кој го опфаќа Бафало, прогласи вонредна состојба во четвртокот и воведе забрана за возење почнувајќи од 21 часот за сите, освен за овластени итни патувања. Најмногу снег наврнало во Бафало, објави метеоролошката служба. Од таму нагласуваат дека е тешко да се предвиди точно каде ќе се развијат снежните појаси. Она што зборуваме е голема бура, рече гувернерката на Њујорк. Вчера е еден ден откако прогласи вонредна состојба. Ова се смета за екстремен временски настан, тоа значи дека е опасно по живот, додаде гувернерката. Врнежите би можеле да продолжат до недела, предупредуваат метеоролозите. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Довидување.